А сега е време за директно вклучување на нашата колешка Ирена Спировска, која што ќе зборува со Јамболка Димитрова, председателка на Сдруженијето 321. Се извинувам, директорката на Основното училиште Мирче Ацев Гордана Наскоска и Владко Кустовски, кој е наставник во истото училиште. Тоа не за мал настан, туку за голем јубилеј. 8 децении, 80 години одбележување на постоење на една ваква образовна институција навистина не е малку. Добро утро, Ирена. Добро утро, леп поздрав до тебе и до нашите гледачи. Ова утро се јавуваме во живо од Општинското основно училиште Мирче Ацев во Ѓорче Петров, кое што оваа година одбележува, како што најави и ти, голем јубилеј, 80 години од своето постоење. Овој значајен јубилеј ќе биде одбележан со пригодна свечаност, настан кој што ќе се одржи на 16 декември во кино Фросина, на кој што секако сегашните генерации ученици ќе се представат со своите таленти, а ќе се направи една ретроспектива на сите овие 8 децении успешно работење, а во продолжение ти веќе ги најави моите соговорници со кои што ќе проговориме за овој значаен јубилеј, магистар Гордана Наскова, директорка на Основното училиште Мирче Ацев и Владко Кустовски, наставник по ликовно образование. Добро утро и пред се честитки за овој голем и значаен јубилеј за вашето училиште. Добро утро и ви благодариме што се приклучувате кон промоција на нашиот јубилеј и на работата на училиштето. Во тек се подготовките за настанот со кој што ќе го одбележите јубилејот. Тоа се 8 децении посветена работа, многу генерации, ученици кои што поминале тука, многу генерации на просветен кадар и наставници, што значи да се биде начело на една ваква образовна институција која што одбележува ваков значаен јубилеј. Така, секако е и привилегија, ама во исто време и одговорност, затоа што училиштето носи значајни успеси во минатото, истите ги постигнуваме и сега, и секако е гордост, но реков и огромна одговорност да се биде дел или да се биде раководител на едно училиште, посебно на нашето Мирче Ацев. Најавивме дека јубилеот ќе го одбележите со пригоден настан во кино Фросина. Тоа е нешто што ќе се случува наскоро, но на тоа случување му претходеа низа активности кои што беа посветени на овој 80 годишен јубилеј, а кои што опфаќаат издавање на монографија, која што ја држите тука во вашите раце, но и документарен филм. Така. Ние на 16 ќе биде централната манифестација, но претходно подготовките сме ги почнале уште крајот на минатата учебна година со собирање на материјал за оваа монографија, за која колегата подоцна ќе каже и нешто повеќе. Документарниот филм исто снимен претходно, сега првпат ќе се презентира и се разбира подготовка на учениците, која што стартуваше уште од почетокот на оваа учебна година. Ќе се представиме со драмска представа, која што е авторско дело на нашата наставничка по македонски јазик Андријана Ангелковиќ Николовски и подготвена со учениците од 6 до 9, но вклучени се и помалите, се разбира, од 1 до 5 во рамки на драмската представа со своји изведби. Иначе ќе биде патрониот празник одбележан под мотото "Минато со гордост, иднина со визија", што го отсликува и нашето гордо минато, ама и желбите и амбициите за светла иднина. Тоа минато за кое што со гордост и вие говорите во моментов се најде овековечено тука на страниците на оваа монографија, па Владко, вие како директно инволвиран за овој дел, ќе може ли да ни дадете еден вовед за самата монографија? Вака, сега оваа книга представува второ издание на книгата Благородните значења на вечноста. Настаната е пред 10 години во чест на 100 годишнината од раѓањето на Мирче Ацев, патронот на училиштето, и 70 години од основањето на училиштето, 45 година основано. Во неа се содржани значајни материјали, дел од наставниците, но добар дел од старите фотографии, кои се уште од првиот училишен објект кој
бил меѓу двете светски војни, познат меѓу Ѓорче Петровци како старо школа или според името на рускиот педагог Макаренко. Наставник по име Мишо Чамовски бил наставник, но ги фотографирал сите значајни моменти во училиштето, како што се посетата на мајката на Мирче Ацев тука во овој објект, сестрата негова, самиот темел на копање на оваа зграда, каде што е исто така ставена фотографија како две дечиња копаат темел, а тоа е на овој училишен објект во кој го снимаме ова видео. Но има и уште еден значаен момент што ќе се случи на самиот патронат, а тоа е снимањето на документарниот филм Легендата за народниот херој Мирче Ацев. Оние кои ќе бидат во салата ќе имаат можност да видат интересни интервјуа на Душан Најдовски, кој е син на сестрата на Мирче Ацев, кој самиот со своите раце го закопувал неговото тело кога бил дете со неговиот татко, односно шура на Мирче Ацев, зет за сестра и со други партизани. Сведоштва кои нема да ги остават равнодушни оние кои ќе го гледаат филмот и кои ни солзи ќе раскажува Душан како тоа немало кој да им каже на Пара Ацева и на таткото негов кога биле вратени од Бугарија, биле заробени таму, и кога ја гледаат изгорена нивната куќа во село Реовец, но кој да се осуди да им каже дека Димче и Мирче Ацев се убиени, двата сина што не ги имале. Тоа пред самиот крај на војната, Димче Ацев е помалиот брат на Мирче, никој не го спомнува, меѓутоа од бугарските фашисти тој бил убиен после самото завршување на гимназијата, одејќи да се приклучи на партизаните, бил фатен и убиен. Интересни се кажувањата и на Круме Спировски, кој е мештанин од село Реовец. Неговата мајка била другарка од детство со Вера Ацева, сестрата на Мирче Ацев, и неговите раскажувања како Вера раскажувала какво било телото на Мирче Ацев кога го земале од мртовечницата од Скопје, убиене на 4 јануари, а дури на 13 јануари е во Прилеп на гробиштата тајно закопан, меѓутоа какво било телото, како му биле откорнати прстите, ноктите, какви зверства правеле бугарските фашисти, е интересно сега тоа да го гледаат македонците, што се правеле, какви зверства правеле бугарските фашисти врз македонците. Се надевам ќе бидете присутни на патронатот и ќе можете автентично да го проследите документарниот филм. Беше ли напорен цел овој процес да се подготват сите материјали, да се состави се заедно и да се овековечи во една таква и видео приказна и секакво во едно вакво издание? Материјалот веќе Душан Најдовски, кој како што кажав син на сестрата на Мирче Ацев, е веќе покоен и Круме Спировски е покоен од село Реовец, затоа што материјалот го снимивме ние 2019 година. Со цел за патронатот 75 години да биде тој документарец тогаш снимен. Меѓутоа 2020 почна короната. Не смееше да има јавни настапи, собирање и тој материјал остана така во компјутер и дојде ред сега да го монтираме посхумно на Душан и Круме. Така, во чест на овој 80 годишен значаен јубилеј, предпоставам директорке дека на централниот настан, на одбележувањето на патронатот на училиштето, дека ќе бидат присутни во публика и дел од сите оние поранешни колеги, наставници кои што вложиле дел од себе во образовниот процес во училиштето во изминатите години и децении.
Така, секако ќе бидат присутни, тие се поканети некаде околу 20 пензионери, поранешни наставници, поранешни директори на училиштето ќе бидат, дел од нив имаат и повеќе од 80 години, но имаат огромна желба да бидат дел од патрониот празник ќе бидат. Наши поранешни ученици ставени во монографијата познати на македонската јавност, исто ќе бидат гости, се разбира градоначалникот на општина Ѓорче Петров, нашиот поддржувач и поддржувач воопшто на воспитно-образовниот процес, наши сегашни наставници, родители и така натаму од пошироката заедница, медиумите исто ќе бидат дел на овој значаен настан. Како сегашните генерации ученици го доживуваат овој значаен јубилеј? Дали се свесни за неговата големина и на кој начин тие самите придонесуваат за одбележувањето на истиот? Така, сега работат со помош на наставниците и наставниците се тие што ја всадуваат кај нив и љубовта кон историјата, кон минатото, кон училиштето, ја подигаат свесноста на едно повисоко ниво, се разбира и тие се возбудени и сакаат да учествуваат во било каква активност, е поврзана со патрониот празник, со одбележувањето на оваа годишнина. Покрај централна манифестација спомнав и низа активности, меѓу кои ликовниот и литературниот конкурс за сите општински училишта од општина Ѓорче Петров и на кој што имаме навистина огромен интерес да се твори за минатото и за иднината. Бидејќи спомнавме дека во оваа книга се најдоа на страниците познати личности од различни области кои што биле поранешни ученици на училиштето, а директорката Еве кажа дека е актуелен ликовен конкурс, а и литературен конкурс, што може вие да ни кажете како директно инволвиран во работата со учениците за талентите кои што ги имаме? Еве, конкретно во ликовната област и покрај тоа што нели актуелен и тој литературен конкурс. Денеска ќе ги жирираме пристигнати се повеќе творби од 6 општински училишта. Не знам за литературниот колку има пристигнато и со кој квалитет. Се надевам дека и таму ќе има вредно што да се види, ќе бидат објавени на страната на училиштето. Изумивме да го спомнеме и хорот на Мирче Ацев, пошто кабинетот на колешката е до мојот, па ги слушам како вежбаат секој ден за настапот на патронатот. Нема голема манифестација која организира општината, да не биде присутен и хорот на Мирче Ацев, ќе биде на патронатот. Да, има убави ликовни творби, меѓутоа во книгата се објавени и сите ученици кои во изминатиот период добивале државни и регионални награди по сите предмети, не само по ликовни. А според габаритот на книгата, очигледно ги има многу, што значи дека вие како просветен тим одлично си ја вршите работата. Честитки уште еднаш за овој значаен јубилеј и ви пожелувам успешна реализација на централниот настан, патрониот празник на 16 декември и ви благодарам што утринава одвоивте време за да ги споделиме овие информации со гледачите на телевизија Алфа. Ви благодариме и вас што не посетивте и што ни дадовте простор и што ја поддржувате нашата работа. Ни беше чест и задоволство. Ви благодариме, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. И еве со овие информации ние ќе се одјавиме од терен, секако продолжуваме со содржините за нашата утринска програма Добро утро секое утро од студио Оле. Поздрав од нас. Благодарам, уште многу успешни години, постоење и создавање на успешни генерации. Постакуваме од целата екипа на Добро утро секое утро.